согласно постојната состојба со квалитетот на амбиенталниот воздух, кој што во одредени делови на Република Македонија, особено во Скопје и Тетово, е забележено повеќекратно надминување на граничните вредности на PM10 частичките во период подолг од 10 дена. Министерството за животна средина и просторно планирање во рамките на своите ингеренции, а во соработка со ресорните министерства, ќе препорача до владата и до локалните самоуправи итно преземање на конкретни мерки. И тоа: град Скопје и општина Тетово да ги интензивираат активностите за чистење на улиците, особено околу градилиштето. Државниот инспекторат за животна средина во соработка со властените инспектори за животна средина и комуналните инспектори на град Скопје и другите општини да вршат секојдневна вонредна контрола во инсталациите кои подлежат на А и Б интегрирани еколошки дозволи. Во соработка со Министерството за здравство, значи следна мерка, да се воведе мерка на сите правни субјекти, работодавци во град Скопје и општина Тетово за ослободување од работни обврски на хронични болни, бремени жени и лица постари од 60 години. Во соработка со единиците за локална самоуправа и Министерството за образование да се донесе одлука за започнување на зимскиот распуст за основните и средните училишта на 28.12.2015 година. Веднаш да се зголеми фреквенцијата на автобуси и да се намали цената на билетот, што би било стимул за користење на јавниот превоз. Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со град Скопје и општина Тетово и Државниот инспекторат во период на алармантна состојба на загадувањето на амбиентниот воздух да воведат редуцирана работа на индустријските капацитети во соодветната единица на локалната самоуправа. Да се сопрат градежните активности, да се ослободат работниците кои работат на отворено од работните обврски. И за други две мерки ќе треба дополнително вечера на Комитетот за здравје и животна средина да се дискутира, а тоа се за град Скопје ќе треба да се дискутира, да се воведе мерка за воособраќајот, значи со режимот пар-непар. Тоа значи дека ќе треба вечерва да се дискутира на комитет. Исто така и ќе треба да се дискутира исто така на комитет по соработка со единиците на локална самоуправа и Министерство за труд и социјална политика да се препорача децата од предучилишна возраст да не се носат во градинки. Меѓутоа, ова ќе треба дополнително да се дискутира на комитет поради тоа што произлегуваат и други обврски околу тие што се вработени, како ќе се надмине ова. Ако се донесе одлука на влада, тогаш ќе треба да се почитува. Исто така, имаме и препораки не само за институциите, имаме и препораки до граѓаните, што и ги замолуваме, да се користи јавниот превоз, таму кај што е можно. Возила да не се користат без поголема потреба, повеќе лица да се возат со едно возило во исто време, да не се користи за затоплување на простори прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрва и мебел, стиропор, пет амбалажа, парчиња, гума и било каков вид синтетички материјал.